Во интерес на времето ќе го кажам моето мислење како еден од предлагачите на овој закон, па врз основа на тоа после ќе пристапиме поединечно кон гласање, како што е пракса и по некои други комисии. Прва работа, овој закон е поднесен од страна на пратеници и заради тоа не ни прашаме мислење од Министерството за земјоделство, бидејќи пратениците како членови на законодавниот дом имаат право да поднесат своји закони и во контекст на тој е поднесен овој законски текст. Втора работа, го поднесуваме во скратена постапка, бидејќи се работи само за закон од 2 члена и ги исполнува сите услови согласно член 175 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија да биде поднесен по скратена постапка, така да еден од првите амандмани зошто законот да иде во скратена постапка, а не во редовна, еве го образложението зошто овој закон оди во скратена постапка, а не во редовна. Во членот 2 јасно дефинираме дека, односно го заштитуваме правото со тоа што велиме дека започнатите постапки за пренамена на земјоделско земјиште по барање поднесено преку информацијскиот систем урбанизам, односно поднесените барања за мислења по урбанистички планови, урбанистички проекти за кои до денот на влегување во сила на овој закон е одобрена планска или проектна програма ќе завршат согласно со постоечкиот закон. Што значи дека сите постапки за ова што зборуваше колегата Мурати, кои што се започнати пред овој закон да стапи во сила, ќе се завршат согласно со стариот закон и постоечкиот закон, што значи дека обезбедуваме правната сигурност и не држат тезите на колегата Мурати дека ние сега со ова правиме упад во системот и некои инвеститори евентуално ќе ги оставиме нели на цедило, односно започнале постапка по еден закон, ќе треба да завршуваат постапка по друг закон. И да, колегата Мурати излезе, меѓутоа точна е неговата констатација, да, го заштитуваме и забрануваме земјоделското земјиште прва, втора, трета и четврта категорија да биде пренаменувано. Токму тоа и не е целта, да забраниме да биде пренаменето за градење на фотоволтаици, бидејќи земјоделието е ресурс кој што е необновлив, ограничен и сакаме да го заштитиме. И тоа ни е интенцијата и токму затоа и го поднасаме закон. Тоа што сега колегата Мурати смета дека такво нешто не треба да се прави, тоа е негово право, поднел амандмани, меѓутоа да почнеме поред и веднаш на првиот амандман не се прифаќа. Благодарам.